Добар ден, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Симптомите како замор, недостаток на енергија или вртоглавица често погрешно ги поврзуваме со стресот, лошиот сон или начин на живот. Сепак тие може да укажуваат на нешто посериозно, на анемија, меѓу народот позната како слабокрвност. Анализата на крвта и посетата на искусен хематолог ќе открие што е причината за тегобите и кој е начинот за навремено лекување. Денеска во Телма амбуланта ќе разјасниме што е анемија, кои анализи на крвта треба да се направат за да се открие, како се лекува и дали може да се превенира. Разговараме со професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а денешната емисија, како и досега, ќе биде контактна. Останете на Телма. За различите типови на анемија, начинот на нивно диагностицирање и лекување, денеска разговараме со професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог во Аџибадем Систина. Професоре, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам за поканата, Марија, секој пат задоволство да се биде кај вас. Кога правиме анализа на крвта, обично внимаваме, обично сакаме да дознаеме какво е нивото на хемоглобинот и доколку е намалено, сметаме дека сме анемични, односно слабокрвни. Па дали секој пад на хемоглобинот значи анемија? Точно така, секоја дефиниција на анемија токму се однесува на тој факт. Значи, пад на ниво на хемоглобин. Тоа представува по дефиниција анемија. Не представува пад на ниво на серумско железо, во некои случаи дури не представува ни пад на бројот на црвените крвни клетки или нешто друго, меѓутоа дефиниција. Црно е тоа што не е бело, анемија е тоа што има пад на хемоглобинот. Кога правиме обична крвна слика, обично се анализираат неколку параметри кои што се поврзуваат со анемијата и сега можеме да го погледнеме тој теолоб. Тоа се еритроцитите, хемоглобинот, хематокритот и неколку еритроцитни индекси, кои што вие ќе појасните што значат, па еве да започнеме, професоре, со еритроцитите. Што укажува вкупниот број на еритроцити кога станува збор за анемијата? Дали нивниот намален број исто така укажува на анемија? Професионална деформација е дека, како хематолог, секој пат прво ја гледам вредноста на хемоглобинот. Значи, прво поставуваме диагноза дали пациентот има анемија. Бројот на еритроцитите може веќе да укаже на причината за таа анемија, меѓутоа заедно со паѓањето евентуално на хематокритот, значи може да биде паралелно паѓањето на сите три бројки. И тогаш размислувањето на тој што гледа крвната слика води во одреден правец. МЦВ или ова веќе техничка работа, мислам професионална, среден корпускуларен волумен, ја означува големината на црвените крвни клетки. Тоа е многу важен податок, бидејќи мали еритроцити, мали црвени крвни клетки, секој пат прво го наведуваат лекарот да помислува на недостиг на железо, додека поголеми од нормалните сугерираат потекло од недостиг на витамин B12 или фолна киселина. Тоа оди заедно со средната корпускуларна содржина на хемоглобин и на другите два параметри и таму се прават разлики исто дали се работи за дефицитна состојба или се работи за нешто сосема друго, како што се евентуално вродени типови на слабокрвности, меѓутоа тоа моите колеги од педиатриската хематологија во главно ги добиваат на порана возраст па ги диагностираат, или се работи за нешто што не е така едноставен тип на анемија. Во нашата патологија има неколку типа на најчести анемии, меѓу нив железодефицитната е секако најчесто, 9 од 10 пациенти што ќе видат имаат тој тип, и B12 е вториот тип. И тоа се дефицитни состојби. И тоа е лесно да се решава, тоа е нешто што на студентите им го предавам како состојба кој што треба да се реши на ниво на примарна здравствена заштита. Не е така, меѓутоа така би требало да биде. Така би требало да биде. Така би требало да биде. За другите типови на анемија веќе бараме по професионален однос, по професионално внимание. Кога станува збор за хематокритот, што е тоа, професора? Бидејќи знаеме што се еритроцити, знаеме што е хемоглобин, секако вие доле кратениците никој од нас не знаеше што точно значи, додека сега вие не појаснивте, но на што укажува хематокритот? Хематокритот е нешто што со многу едноставна сликичка можете да го покажете. Кога ќе ставите пруветка во која што имате крвен пример, ја ставате во центрифуга. Не на нормално паѓање, на седиментација, тоа е друго.
на центрифуга за да го издвоите течниот дел од крвта и клеточниот дел од крвта. Соодносот меѓу цврстиот, односно клеточниот дел на крвта и вкупниот волумен на крвниот примарок е хематокрит. Тој обично изнесува до 45%, односно поеси мерните единици 0,45 од целото. Тоа значи дека имате толку главно црвени крвни клетки, бидејќи тие се 1000 пати побројни од сите други крвни клетки во тој склоп. Значи, тоа укажува дали вкупното количество на црвени крвни клетки во организмот се задржува или паѓа. Обично сугерира или мала големина на црвените крвни клетки, или губиток на одреден број на крвни клетки, се заедно упатува кон тоа дека зад секоја состојба на анемија има некаква крвозагуба или во помал дел некаква пречка во производството на тие клетки. Значи хематокритот е всушност еден многу важен параметар при поставувањето од дијагноза анемија. И оди заедно со бројот на еритроцити. Некој пат ќе најдете нормален број на еритроцити со низок хематокрит и тогаш веднаш знаете дека се работи за мали црвени крвни клетки. Бидејќи кога се мали, тие ги собира во помал волумен и хематокритот со самото тоа ќе падне. Понекога за да се постави дијагнозата потребни се и подетални анализи. Покрај основната крвна слика правите и испитувања на некои други параметри. Еве знаеме дека повеќето од нас бараат анализа на серумското железо. Дали исто така тоа важно во откривањето на анемијата? Важно секако е. И проблемот е што само таа анализа од панелот на биохемиски анализи кои што го покажуваат метаболизмот на железо е достапна на ниво на примарна здравствена заштита. Јас во години кога ги држам тие предавања, им кажувам на колегите на тие што ќе станат доктори, кога ќе станете доктори, кога ќе почнете да разговарате за тоа што може да правите како анализи, почнете да барате дека ви е важно да го одредите нивото на феритин. Што е тоа феритин? Разликата меѓу серумско железо и феритин е два облика на железо кое што го користи организмот. Серумското железо е тоа што го земеме главно преку храна. Добре. И кое што се дистрибуира по организмот за потребите на организмот. Меѓутоа главната потреба е градењето на хемоглобинот, главниот составен дел на црвените крвни клетки, одговорно за пренос на кислород, бидејќи тие клетки тоа прават. Меѓутоа, важна ситуација да ја знаете во човечкиот организам за да дефинирате дали постои реално недостиг на железо е да ги одредите така наречените резерви на железо, тоа е таа форма на железо наречена феритин. Железото како резерва се складира главно во мускулите, кај што се создава миоглобин, една друга форма на протеински и железно соединение, и во црниот дроб. Тоа се двете главни резерви на железо. Кога пациентот губи железо, ние не сме така од прилика конструирани туку. Имаме одредени правила во организмот. Кога се губи железото, резервите служат за тоа да тоа не се одрази на крвната слика. Значи организмот ќе го црпе тоа железо од резервите се додека му треба да прави нови црвени крвни клетки. Кога тоа се изгуби, тогаш почнува да паѓа крвната слика. Обратно, кога ќе диагностицираме состојбата и даваме лекарства за тоа, организмот прво ќе ги користи за да направи нови црвени крвни клетки, бидејќи тоа е важниот сегмент, а потоа остатокот ќе го складира во феритин. Пред да продолжиме понатаму, ќе погледнеме едно кратко промо, а веднаш потоа ќе дознаете и низа други детали поврзани со анализите кои што се неопходни за утврдување на анемијата. За анемиите денеска разговараме со професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог. Професоре, дали секој пат на серумското железо и на феритинот, но оние резерви на железо во организмот, значи анемија? Ова е главната причина зашто кажувам дека на лекарите општа пракса им треба анализата на феритин. Би било вообичаено и феритинот кога ќе падне да е ниско и железото. Меѓутоа имате ситуации во кои што точно тоа не се случува, а кое што е диагностички многу важно. Бидејќи лекарите од примарната здравствена заштита го имаат само серумското железо како можност за анализа,
а не го гледаат феритинот, може да се случи да имате пад на седумското железо, а резервите да остануваат. Тоа е еден од најдобрите начини да диагностирате нешто што се нарекува анемија при хронични заболувања. Во таа ситуација постои прекумерно лачење на еден хормон кој што го лачи црниот дроб, кој што се вика хепцидин, кој што го блокира употребувањето на железо. Тоа е една превентивна акција на организмот да не им дава и на тие корисници кои што не се добри за нашето здравје да го користат, бидејќи железото им треба на сите клетки. Меѓутоа резервите на железо се останати интактни. Што значи дека организмот не е дојден во состојба да го потроши железото кое што ги има во организмот, туку да не може да го употребува. Единствената разлика што ќе ја најдете е во тие два параметри. Инаку крвната слика е малку намалена, бројот и големината на еритроците се еднакви по сите параметри, само во овие два параметри може да најдете разлика. И секако во диагностиката на постоење на друго заболување. Значи тоа може да укажува и на некаква хронична болест кај пациентот? За кој што може би пациентот и докторот не се свесни? За кој да што може би тоа е првиот знак, да. Може да биде тоа и првиот знак. Да ги разгледаме различите типови на анемија, бидејќи како што споминавте има навистина многу. Еве ние што издвоивме во денешната Телма амбуланта, а тоа е сидеропеничната анемија, односно анемија поради недостаток на железо. Анемија поврзана со недостаток на витамини, анемија предизвикана од воспаление, апластична анемија, анемии поврзани со болести на коскената срцевина, хемолитична анемија, анемија на српести клетки. Професоре, како што споменавте, првите два типа на анемија се најчести. Она која што е железодефицитарна, може би е најприсутна. Така. Кои се причините за да се губи, односно да има пад на железото во организмот, бидејќи не секогаш се губи? Можеме да си играме мистериозни доктори, може да си играме тоа што е реалност. Зад секое губење на железо постои губиток на крв. Тука нема не може никаква кај дилема. возрасно лице тоа да биде последица од неправилна исхрана, како што се случува кај децата? Одамна се поминати времињата кога во исхраната не сме имале доволно продукти со кои што сме внесувале железо. Може да биде намерно тоа, меѓутоа тоа случува кај луѓе што се вегетаријанци. Так. Бидејќи основниот извор на железо е месо. Меѓутоа има толку многу растителни продукти кои што се извори на железо и тоа она што јас го викам, постојат едуцирани и неедуцирани вегетаријанци. Ако се едуцирани, тие знаат што да земаат за да не го направат дефицитот на железо. Или знаат дека тие продукти не им се по волја или не им се допаѓаат и тогаш земаат суплементи на железо. Постои многу голема разлика меѓу тоа како се третира недостиг на железо и како се превенира. Се превенира со суплементи, кои што во еден препарат кој што се зема на уста, има 10 до 20 милиграми железо. Тераписката доза за корекција на анемија која што е диагностирана како проблем, таа е меѓу 100 и 200 милиграми дневно. Суплементите се взимаат трајно, додека трае недостигот, кај вегетаријанците практично трајно, додека терапијата трае до елиминирање на причината и до корекција на анемијата. Споминавте дека губењето на железото, односно тоа е губење на крв во мали количина е главната причина за овој тип на анемија. Пак жените и мажите дали губат крв на различен начин? А секако. Секако. 9 од 10 пациенти со анемија се железодефицитни, 9 од 10 пациенти со железодефицитна анемија се жени. Значи, знаете дека вашиот пол губи редовно месечно крварење. Проблемот во разговорот со пациентките кои што имаат диагностирана железодефицитна анемија е какови се циклусите. Прво и основно прашање. Нормални. Тој одговор го прифаќам, бидејќи на секоја жена која што го знае само нејзиниот циклус од почеток, кога почнала да ги добива циклусите, и е вообичаен. Меѓутоа, тоа не значи дека е тоа доволно за да го надокнади тоа што го губи со крвта со оној внес на железо. Особено ако при тоа е повеќе ориентиран на вегетаријански храни. Зад секоја железодефицитна анемија стои загуба на крв. Тука нема никаква дилема. Втора причина се гастроинтестинални, односно крварење од системот за варење на храната. Тука се дали малигни заболувања, дали чир, дали гастрит, дали други работи. Хемороиди. Хемороиди секако една од главните причини. Исто така пациентите вика: не, имав ја хемороиди, ама сега ги нема. Викам, ги лекувавте со нешто? Не, така си поминаа сами. Хемороиди не поминуваат сами.
Дали благите мали загуби на крв се чувствуваат кај пациентот? Тоа е најголемиот проблем. Сум видел пациенти кои што имале 1/4 од нормална крвна слика, а доаѓале сами, без придружба, разговараат сосема кохерентно, без никакви проблеми, стојат физичка активност. Постои феноменот на адаптација. Кај малите крварења, кои што настануваат секојдневно и кои што се хронични, човекот се адаптира на таа загуба полека. Знае дека нешто не е во ред, бидејќи одеднаш не може да се искачи по скали толку брзо како порано или некои работи не памети. Меѓутоа имаат тенденција да ги припишуваат на други причини. Бидејќи, како да ви кажем, замор може да чувствувате затоа што имате и срцеви тегоби, и белодробни тегоби, затоа што се направиле одреден број на години или затоа што е сезоната таква па се задишувате или нешто друго. Нема специфична симптоматологија од која ќе ви ја каже пациент, каже, аха, имаш анемија. Мора да го видите резултатот. Значи крвната анализа е клучна. А што е со трудниците? Тие исто така се предиспонирани кон железодефицитарна анемија. Во кој триместер од бременост обично го забележуваат овој проблем? Нормалното потреба на секој човечки организам за железо е 1 милиграм дневно. Тоа е не внесено, туку употребено. Разбираме дека меѓу 3 и 10% од внесеното железо се употребува, така да 1 милиграм е доволен за дневни потреби. Кај трудните жени, бидејќи работат за два организма, не е право пропорционално 2 милиграми, туку треба меѓу 3 и 7,5 милиграми. Така да, обично, во последниот триместар од бременоста, практично, речиси сите жени развиваат одреден степен на железодефицит и на анемија, меѓутоа некои тоа го знаат и гинеколозите оддавна соработуваат многу добро со нашите препораки и им даваат на пациентите да примаат железо, дали во вториот, дали во последниот триместар од бременоста, да го компензираат овој ефект кој што знаеме дека ќе се случи. Професоре, не е мал бројот на лица што се жалат на нетолеранција на глутен, некои имаат поставена диагноза целијакија. Дали болеста на цревата може да доведе до намалена абсорбција на железото? Апсолутно, и тоа е факт на кој што ми обрна внимание моите колеги што работат гастроентерохепатологија. Ние тоа во нашиот период на едукација го имавме како нешто што е карактеристика можеби на африканските земји кој што се јавува во детска возраст. Меѓутоа ми рекоа професор, треба да знаете, многу често се јавува кај возрастни и многу често дијагностицирано. Тоа е состојба во која што не може да ресорбирате многу работи преку системот за варење храна, меѓу другите и железо. Меѓутоа, ако тоа го знаете како факт, лошо е да се обидувате да го компензирате тој ефект со давање на железо за терапија на уста. Бидејќи ако не може од природните извори да се ресорбира железото, нема да може ни од препаратот за медикаментозна корекција. Значи во таква ситуација и во уште неколку други, меѓутоа исклучиво мотивирани од здравствената состојба и причината на пациентот, може да се одлучите за третман со препарат кој што не се дава на уста, туку се дава или мускулно или венски. Такви препарати на железо постојат и тогаш се употребуваат. Главно веќе се скоро сите венски препарати. Меѓутоа тоа оди само по медицинска индикација, односно по заклучок на лекарот. Не е тоа работа по избор. Сакам инекции. Секогаш првиот избор треба да биде земање на железен препарат преку уста? Секој пат првиот избор треба да биде најефтиниот и наједноставниот. Тоа е во случајот, што е многу различно од останатиот дел од медицината, најдобриот начин. Многу едноставно. Бидејќи го фативте терминот и нетолеранција, обично пациентите ми се жалат, имам вкус на метал во устата. Викам, не ви смета тоа што сте слабокрвни со половина крвна слика, него тоа што осеќате 15 минути вкус на метал во устата. Но им се гади исто така на многу лица. Многу лесно да се компензира. Не е гадењето проблем. Проблемот ако стигнете до повраќање, бидејќи тогаш не може да го искористите лекот. Така. Значи, ако го испиете лекот и тоа е толку репулсивен елемент да ве натера да го повратите лекот, тогаш е јасно. Меѓутоа, тоа се исклучително ретки состојби. Како да ви кажем, пациентите се навикнуваат постапно, ово што зборевме за феноменот на адаптација, меѓутоа многу тешко се адаптираат да променат нешто во својот начин на живење и на исхрана, па им смета еден мал, можеби не толку ни непријатен, бидејќи вие во секојдневниот живот ставате лажици,
некој пат прстен или нешто друго во устата што е метална игла кога шиете или нешто, и тоа не ви смета за тие 10 минути што го чувствувате вкусот, меѓутоа едната таблетка ви смета. Малку е премал мотивот за да се откажете од терапија на сметка на вкусот на лекот. Сега има некои нови препораки во начинот на лекување, велат наместо поголеми дози неколку пати на ден, да се зема едно апче на 2 дена. Зошто е тоа така? Тие работи не знам каква разлика би направиле во третманот. За да кажете дека сте излекувале еден пациент со анемија, мора да коригирате два елементи од крвната слика. Мора да коригирате нивото на хемоглобинот и големината на еритроците, односно нивната содржина практично на хемоглобин. Кога тие два елементи ги коригирате, тогаш го мерите времето. Кога е таа крвна со корекцијата, таа крвна слика со корекцијата добиена, кога е почетокот на терапија. Тој период временски го удвојувате, бидејќи до тој момент на корекција на крвната слика вие сте ја коригирале само содржината на железо доволно за поправање на крвната слика. Резервите не стигне до полмирки. Мора уште толкав период да се земе железо. Што значи тоа отприлика колку е тоа? Временски? Обично за препарати кои што стандардно се ресорбираат, тоа е 3 за корекцијата и уште 3 за надополнување на резервите. Значи околу 6 месеци? Максимум. Има препарати кои што малку подобро се ресорбираат, течен тип на препарати подобро се ресорбираат, поголем процент од нив се ресорбира. Повторно зависи од тоа како ги толерираат пациентите, меѓутоа со таквите препарати за 4 месеци сме докажале и сме анализирале дека се постигнува корекција со тие препарати. За да се искористи, за да се абсорбира железото, потребна е кисела средина. Потребно е да имате желудник нормален, перфектно нормален. Но многу од пациентите кои што пијат терапија немаат нормален желудник, дел од нив примаат терапија за намалување на киселините. Никој пат нема да ја коригираме анемијата ако тој факт не му го кажат на лекарот. Значи тоа не е нешто што треба да се премолчи, туку веднаш да се предочи. Значи треба најважната работа е во корекцијата на анемијата, да му објасни пациентот каков тип на анемија има, зошто го има, значи да ја најдете причината, да ја излекувате причината. Инаку, лекувањето на анемијата е сипање вода во бушна кофа. Колку год да се трудите, причината ако не ја елиминирате, тоа ќе продолжи. Другата приказна е да му објасните на пациентот кој препарат, колку пати дневно, колкава вкупна дневна доза, тоа е елементот кој што може да го разговараме, и на кој начин и со што се зема. Значи, тоа не е шаблонизирана работа, треба да се разговара со пациентот. Тоа е тоа што може би најмногу недостасува во нашата професија, тоа е време за разговор. Со пациентот да се објаснат некои работи. Многу од пациентите, ако не сум ги прашал директно дали земате некаков препарат за намалување на киселини во желудникот, дали земате протон пумпа инхибитор, Х2 блокатори, нема да ви го кажат тоа ако не ги прашате директно. И ако тоа го дознам, сега ми е јасно зашто до сега не може да ја коригираат анемијата. Ако ја немате киселата средина, железото што ќе влезе преку исхраната во желудникот, не може да го заокружи својот процес на два оксидоредуциони трансформации. Две трансформации мора да доживеат за да стигне во состојба да се ресорбира и да се користи за употреба. Но што со оние пациенти што мора да примаат таква терапија? Мораат, ако немаат собствена киселина, тогаш компензацијата оди со внесување на друга една киселина, тоа е аскорбинска киселина или позната во народот како витамин С. Тоа е многу лесна работа, не треба да се бара некој ексклузивен препарат на витамин С, тоа е измислена работа одамно во светот. Само земете со секое земање на таблетката или капсулата или растворот на железо и 500 мг 3 пати дневно витамин С плюс барем додека трае терапијата. Препорачувате витамин С да земат сите пациенти или само оние кои што се на некаква терапија за намалување на киселините во желудокот? Со терапија нема да успееме. Нема да успеете со терапија во никој случај. Тоа е начин на редоследот на земање на лекарствата. Секој пат железото треба да го земете во фаза кога може да ја компензирате, да го компензирате недостигот на киселина со витамин С. Оставете барем половина час, 45 минути или 1 час до земање на препаратот за желудникот, ако ви е тој неопходен и важен за терапијата.
Ако не го земате по собствено наоѓање, затоа што имате чувство на киселина. А дали железниот препарат треба да се зема на гладно или пак после јадење за да не направи проблем со желудникот? Значи, описот кога, колку и како се зема е многу широк. Треба да се зема секој пат на гладно. Јас на пациентите викам, ставите ги препаратите со железо на вашата надкрсна. Прва работа која ќе се разбудите, земете си го апчето или растворот или што го да, после правите се друго. И барем половина час, после тоа немојте да јадете или пиете ништо друго. Освен, евентуално, сок од портокал, со кој што исто така може да се компензира недостигот на желудочна киселина, а да направи кисела средина. Не кисело млеко. Кисело млеко не е кисела средина, тоа е Дојдовме базна до средина. киселото млеко и млечните продукти, храната што содржи калциум. Има ли некои прехранбени продукти што може да ја спречат апсорбцијата на железото? Млеко, житарици, чај, кафе, Јајца? сите тие работи. Јајцата не сум сигурен, не е нешто што би земале прва работа со мене наутро, меѓутоа чај и кафе секако е. Да, кафе И со млеко. Така да тоа е проблематична работа. Затоа и препораката најмалку половина час до 1 час, после тоа немате да јадете или пиете ништо. Инаку му попречувате на ресорбирањето на железо. Што е со пациентите кои што имаат некаква загуба на крв и поради тоа кај нив се јавила железодефицитарна анемија? Дали веднаш вклучувате железен препарат преку уста или најнапред треба да се спречи крварењето, да се најде изворот? Уште еднаш, не заради вас, заради слушателите и гледачите. Секоја загуба на крв има своја причина, само треба да се најде. Ние тука не работиме сами, најголемата помош доаѓа од страна на нашите колеги гинеколози и гастроентерохепатолози, кои што треба да го прегледаат организмот за да ја најдат причината за крварење. Таа е најчесто гинеколошка кај жените, меѓутоа кај останатите причини од системот за варење храна, тоа е еднаква дистрибуција меѓу половите, може би малце почесто кај мажите со хемороиди и такви работи, меѓутоа тоа мора да се најде. Мора да се санира изворот на крвозагуба секој пат. Инаку, реков, таа приказа со анемијата ќе се коригира. Ќе се повторува. Ке се повторува. А што со нив? Ако го давате железото кај пациент кој што има состојби кои што се иритабилни, значи, например, чир на желудникот. Железото знае да иритира таа состојба, особено затоа што бара киселина. Значи, тоа е нешто што не оди едно со друго. Тоа е една од индикациите, како што зборувавме пред малку за целијакијата, кај што може да индицирате од медицински причини терапија со препарат на железо кој што се дава венски. Заради тоа што оралниот не може да го употреби или толерира. А дали загубата на железо понекогаш може да биде последица и на употреба на одредени лекови за некои хронични состојби? Да речеме ацетилсалицилна киселина. Ацетилсалицилната киселина или популарно наречена аспирин кај нас, макар да тоа е бренд нейм, ќе да ви направи, може да ви направи, нема секој аспирин да ви направи, нема кај секој пациент да направи, може да направи така наречени ерозии, односно слуштување на површината на желудникот и на цревата, од кој што се крвари повторно. Значи, секој пат ќе биде причината крвозагуба. Така да такви лекови, антикоагулантна терапија, други иритирачки лекови може да направат, меѓутоа тоа не е директно дејство на лекот кон железото, туку правење на проблем од кој што се крвари. И затоа е таква состојбата. Така. Одиме понатаму, анемија поврзана со недостаток на витамини. B12 и фолна киселина. Тоа се еден, односно два витамини, да. Сега како доаѓа до недостаток, до дефицит на овие витамини? Тоа е малку различна приказна, меѓутоа затоа треба да се знае во кој правец размислувате. Недостигот на витамин B12 најчесто е последица на постоење на така наречен хроничен атрофичен гастрит. Тоа е состојба во која што не е возможна функцијата на желудникот и на почетниот дел од 12-то палачно црево, кај што се ресорбира и железото, меѓутоа главно витамин B12. Во желудникот постои одреден фактор, хемиски, кој што мора да се врзе со витаминот B12 за да овој се ресорбира, за да се употреби во организмот. Кај хроничниот атрофичен гастрит, тие клетки кои што го прават тој каслев фактор не се функционални, тој го нема и витаминот B12 поминува без никаква употреба. Тоа е најчестата причина. Меѓутоа имате други причини зошто не се ресорбира витамин B12. Тука нема крварење, нема друга причина. Имате едноставно нефункционирање на организмот
за да го употреби витаминот B12 кој што го внесувате со храна. Затоа терапијата за дефицит на витамин B12 не е орална, не е на уста, туку секој пат се дава во облик на мускулни инекции витаминот B12. А ние што се под јазикот? Тоа може да го потребувате ако имате некоја друга причина, меѓутоа тоа се многу ретки случаи на пореметен метаболизам на витамин B12, значи сепак мора да имате интактен, односно функционален систем за варење на храната. Бидејќи под јазикот е само начин на прибирање на ресорбција на витамин B12, исто како што би се случило во здрав желудник, меѓутоа натаму за да се разнесува сепак мора да биде одредена хемиска форма на тој цијанкобаламин или витамин B12 за да го употребите. Дали за да се реши овој тип на анемија, покрај B12, секогаш мора да се дава и фолна киселина? Денеска постои можност да диагностицирате со биохемиска анализа во крвта какви се резервите на витамин B12 и какво количество на фолна киселина. Значи може да имате многу прецизна слика за тоа, дали ви недостасува само едниот или двата. Така да, ако ја немате таа можност за диагностика, а тоа е веќе биохемиска анализа, која што не е секој пат достапна во сите места на живење, нема да направите ништо лошо ако ги дадете двете работи, и B12 и фолна киселина. Особено кај трудни жени, кај кои што фолната киселина има и друга превентивна функција, така да тоа не го гледам како проблем. Меѓутоа факт е дека можеби не го разграничувате недостигот. Во секој случај корекцијата би требало да може да ја направите. Дали лицата што имаат ваков тип на анемија ќе се соочат со некакви карактеристични симптоми? Ако не откриеме анемијата на почеток, многу проблеми, вклучително до многу кои што се многу тешки. Значи, ако долго време имате B12 дефицитна состојба, може да дојде до нервно оштетување, кое што е многу проблематично. Значи, има многу други работи кои што се случуваат за тоа, меѓутоа ако продолжува ова, не го третирате, не го препознавате како проблем, тогаш доаѓа така наречена фуникуларна миелоза, која што прави проблеми со движењето воопшто, така наречена атаксија, несинхронизирано, некоординирано движење, ментално има многу големи последици. Меѓутоа, тоа е лесно препознатлива состојба. Не би смело денеска да случи да дојдеме такви посериозни последици, бидејќи првата работа е анемија, диагностиката ја решавате од почеток и не дозволувате да дојде до потешките последици. Лесно се диагностицира само преку крвна слика? Не само, меѓутоа ќе ве насочи. Немате состојби во кои што големината на црвените крвни клетки е поголема од нормалното. Тоа е практично единствената состојба, освен ако не се работи за некој многу редок генетски ефект, па правите такви клетки. Меѓутоа B12 е прилично прецизна диагноза. Не може да сгрешите околу тоа. Дури и без биохемиските анализи. Ако имате барем биохемиска лабораторија, одредувате ниво на B12 и тоа е перфектно јасно. Не може да сгрешите во таа работа. Може да сгрешите во третманот. Аха, во третманот. Во третманот. Имам многу пациенти на кои што им кажа после 2, 3, 4 години, па добро, свети окей, имаш нормално B12, немаш проблеми со крвната слика, не треба више да примаш. Знаејќи дека причината за ова е неможноста за ресорбција од системот за варење на храна, овие пациенти треба доживотно да примат по една инекција витамин B12 барем на секој 1 до 2 месеци. Што е исто мала жртва за сочувување на перфектно нормална крвна слика и здравје, во споредба со тоа какви компликации носи? Што се случува ако ја прекинете терапијата. Значи, морате на секој пациент да му напишете, ова е трајна потреба да примате по една инекција на еден, највеќе на 2 месеци. Значи 6 до 12, ајде да речеме 6 до 10 пати годишно. А може ли да си созадат ваков проблем и лицата кои што се хранат со вегетаријански пристап или со вегански со оглед на тоа дека извори на B12 во храната се обично од животинско потекло? Многу производи има со B12, така да тоа е малку по тешко да стигнете до тој дефицит отколку до железо дефицит. Аха. Можно е, меѓутоа тоа би требало да биде драстичен во вегетаријанство, значи да знаете дека ги елиминирате сите производи со есенцијални важни елементи од вашата исхрана, да не земате никаква компензација. Вегетаријанците по дефиниција не би требало да имаат проблем со желудникот, така да тие можат во тоа што земаат како суплементи. Едно е секако железо, меѓутоа и мултивитаминските и мултиминералните препарати што ги земаат би требало да надокнадат.
За разлика од едниот милиграм железо кој што ни е потребен за дневни потреби, витамин B12 има 1000 пати помала потреба, 1 микрограм. Тоа е 10 на минус трета од железо. Значи многу мало количество е доволно за дневно функционирање, меѓутоа треба да може да го внесете. Така, да има успешна ресорбција по внесувањето. Анемијата предизвикана од воспаление веќе ја појаснивте дека се излачува всушност одреден хормон е тоа хепцидин кој што го спречува употребувањето на железо. Тоа е многу тешка состојба за дијагностика. Особено ако сте во ниво на примарна здравствена заштита. Ќе имате анемија, ќе имате низок број на еритроцити, ќе имате мали еритроцити, ќе имате ниско железо. И веднаш ќе добиеме терапија за железо, железна. А тоа нема да успее бидејќи хепцидинот апсолутно го блокира, не може да го употребите. И на колегата мој тогаш нема јасно, после 2 месеци терапија нема никаква корекција. И почнуваме со она, дали се ресорбира, и кога ќе го видите пациентот вака со мој габарит, како све друго ти се ресорбира, само железото не ти се ресорбира, тоа е невозможна работа. Значи јасно дека нешто недостасува. Значи откако ќе се зема терапија со железен препарат и не даде таа резултати, треба да се преиспита дијагнозата секогаш? Докторот треба да се преиспита секој пат. Нашата професија, ако не се преиспитувате, ако мислите дека сте безгрешени, ако мислите дека се правите како што треба и дека се знаете, не сте веќе доктор. Во нашата професија се учи од првиот ден кога почнувате да учите медицина до последниот ден кога воопшто размислувате и за здравјето на вашите блиски. Ако не сте во текст со тоа што се нови откритија, вие не сте доктор. Вие сте некој што научил некој пат медицина и што ја практикувате така како што сте практикувале во минатиот век. Се откриваат нови работи, се откриваат нови помошни методи за дијагностика, за анализа, за помош за свето. Доктор кој што не ја преиспитува својата работа, не е доктор. Професоре, кога ќе се случи да се дијагностицира ваков тип на анемија, каква терапија треба да се даде? Со оглед на тоа што има хормон кој што спречува искористување на железото од резервите. Кај хроничните болести тоа може да се надомести со давање на препарат кој што не е на уста. Значи венските препарати имаат малку друг начин на ресорбција на употреба. И таму може да се надомести. Меѓутоа тоа е ограничено, бидејќи и на тој сегмент влијае хепцидинот. Важно е да се лекува основното заболување. Значи, кога викаме хронични основни заболувања најчесто што даваат ваков проблем? Бидејќи е најголема популација, например дијабет. Пациентите со дијабет тогаш развиваат проблем со мал степен, умерен степен на анемија. Меѓутоа, ако го држите... А ревматските болести? И ревматските, меѓутоа ги нема толку многу колку дијабет. Ако ја коригирате состојбата на основното заболување, ќе видите дека се поправи крвната слика. Бидејќи, ако е основното заболување во добра состојба, хепцидинот паѓа на нормални вредности. Малигни заболувања, хронични заболувања, дегенеративни заболувања, ревматските што ги кажавте и така натаму. Многу заболувања се тие кај што хепцидинот се активира. Хепцидинот се активира како одбранбен механизм. Сите инфекции хепцидинот се активира за да не им даде можност на бактериите да го користат железото, кој што не напаѓаат. Меѓутоа, тоа е одбраната. Решите инфекцијата, имав пријател кој што не им беше јасно на колегите зашто пациентот со белодробен проблем има анемија. Затоа што има ниско железо и така натаму. Викам, не е проблемот до анемијата. Анемијата сама ќе се коригира кога ќе го излекувате белодробното заболување. Дајте му на пациентот антибиотици, што треба да се коригира тоа, ќе видите дека крвната слика сама ќе се поправи. Значи, ефикасноста на терапијата за хроничната болест всушност може да се процени и преку состојбата со анемијата. Ако анемијата се нормализира, значи терапијата за хроничната болест делува. Да, би било логично прво да дознаете дека сте го решили основниот проблем. Така. Меѓутоа, повторно ме потсетав, за да потврдите дека се работи за таква состојба, морате да имате нормални вредности на феритината. Железото не се користи на од оние резервите. резервите железни. Тоа си стои. Што значи дека нема претходно пациентот некоја друга состојба која што би ги потрошила и дека не е тоа проблемот кој што сега го решавате. А професор, како се решава проблем кај лицата кои што имаат некоја хронична болест, која што не се решава така лесно, еве карцином? Со овие препарати кои што се даваат по венски пат, меѓутоа тоа не е главниот проблем, како да ви кажам. Анемија кај пациент со малигно заболување обично не значи недостиг на некој елемент, туку значи веројатно напаѓање на коскената срцевина со малигното заболување. Тоа веќе не може да го решавате на друг начин, освен со трансфузија.
А може ли некогаш самата терапија за хронична болест да доведе до некоја форма на анемија? Еве, прочитав конкретно кај ревматскиот артритис може да дојде до дефицит на фолна киселина, ако не се лажам. Тоа се лекови кои што се антагонисти на фолна киселина. Метотрексатот прави такви работи и ние сме имале во нашата пракса како хематолози често случаи кај што пациенти со хронични ревматски болести кои што биле на тој препарат, обично се работи за тој препарат за метотрексат, прават недостиг на фолна киселина. Постојат денеска препарати на фолна киселина кои што го заобиколуваат тој ефект на метотрексатот кој што може да се компензира или се компензира со инекции на фолна киселина. А пластичната анемија е следната на нашата листа. Во долниот дел од табелата влегуваме со работи кои што бараат хоспитализација. Сите ви барат хоспитализација? Апсолутно. При диагностиката, доволна е само крвна слика или понекогаш ќе треба да се прави и пункција на коскена срцевина? За ниедна од овие состојби практично не може да завршите само со обична крвна слика. Може, затоа што имате искуство во работата, да знаете за што се работи и да таму ви се насочени. Меѓутоа, постои во медицината нешто се вика доказна состојба. Не може затоа што сте вие паметни и затоа што знаете што веројатно е тоа, да кажете готово, јас знам што е ова и чао. Треба да имате документ. Мојот професор ме учи. Наод без документирање е како да не си направил ништо. За се мора да постојат докази. За пластичната анемија мора да имате наод од биопсија на коска, која што е прегледана од патолог. Патологот е многу важен елемент во нашата работа. Многу работи, диагностики на малигни заболувања, се вредност која што патологот ја дава во нашата работа. Ние можеме да мислиме, да препознаваме, да знаеме кај да го насочиме испитувањето. Меѓутоа, патологот на крај кажува свое мислење. И тоа е професионална работа. Она што го гледа, го интерпретира и става потпис. Ова е тоа. Лимфом, миелом или во случајот апластична анемија. Апластичната анемија е проблем на несоздавање на крвни елементи од сите лози, не само од црвената. Аха, значи може ли леукоцити да недостасуваат, тромбоцити да недостасуваат? И недостасуваат секој пат. Затоа тој назив веројатно ќе го замениме со инсуфициенција на коскената срцевина многу блиска иднина, бидејќи не се работи само за анемија, туку и за тромбоцитопенија и за леукопенија. Претпоставам дека лекувањето е прилично комплексно. Лекувањето е имунолошки основено, бидејќи сме установили Кај благите форми може да со лекови да се третира? Некој пат може да бидат последица на надворешно дејство, на некои хемикали и на друг агенси, тогаш на токсини, на лекови се поправат, да. И тогаш сами се коригираат. Меѓутоа, верувајте, исклучително ретка состојба од тоа што ние сме диагностицирали. Андрогените хормони може да помогнат? Не, тие дури ги, да, сме ги давале порано, меѓутоа со време сме установили дека проблемот кај пластичната е имунолошки. И сега тие пациенти ги лекуваме со антитимоцитен глобулин, тоа е имунолошка терапија, и ако се работи за млади пациенти, на крај би требало да се заврши со пресадување на матрични хематопоетски клетки, односно трансплантација и давање на шанса за нов. Од овие што се посложените форми на анемија, што е најчесто? Втората, после пластичната анемија, тоа е практично болест на коскена срцевина. Тоа е нешто што викаме дека може да се јави кај други болести. Значи, коскената срцевина е широк, меѓутоа сепак ограничен компартман. Таа е во средината на секоја коска. Кај децата, во сите коски, кај возрастните само во големите сплескани коски. Значи, ограничен сегмент. Ако таму расте нешто што е, например, лимфом, миелом, леукемија, тогаш тоа што расте, а тоа се обично клетки од белата крвна лоза, не им дава на другите две лози да се развиваат како што треба. И затоа се јави анемија, може би и тромбоцитопенија. Така. Значи, тоа е последица на друга болест на коската, а сепак хематолошки болести. Хемолитичката е посебен тип кој што многу е важно да се разликува од жолтица, бидејќи меѓу другото пациентите пожолтуваат и прва сугестија кај лекарот дека се работи за хепатит или за жолтица, меѓутоа таму не се гледа крвна слика. Ако ја видите крвна слика, кај хепатит нема потреба да падне крвна слика на половина. Никако. И анемијата на српести клетки е само еден тип на вроден тип на хемолиза, кој што се јавува и во нашето поднебје, северниот дел од Афричкиот континент и јужниот, односно Медитеранскиот базен, е регија кај што ги има повеќе од останатите делови на светот.
Професор, кога се работи за железодефицитната анемија, која што е и најчеста, постои ли начин да се превенира? Да превенирате железодефицитната анемија, да, кај вегетаријанците, меѓутоа вие не може да превенирате практично интензитет на крварење со циклусите. Значи, прво треба да сметат дека ви се ненормални циклусите, или по траење, или по интензитет. А ви реков, секоја жена си го знае само својот циклус и знае дека тоа е за неја нормално. Ако видите дека имате проблеми, тогаш треба да се јавите кај гинекологот да ви каже што не е во ред со вашиот циклус, може би има основа зошто се тие крварења толку долготрајни и толку обилни. А ако се направи некоја промена во исхраната, бидејќи тоа секогаш првиот чекор, Не е вела сега работа ќе на- направам јас некаков режим на исхрана, ќе внесувам повеќе железо и ќе се подобри мојата состојба. Го перпетуирате системот на бушната кофа. Внесувате, коригирате, меѓутоа тоа повторно се губи. Зошто би го правеле тоа на место да елиминирате причината? Така. Значи тоа е, ако јас имам проблем со ногата, ќе ја завиткам во завој и ќе одам на неа, наместо да видам што е проблемот и да го решам проблемот. Значи клучно е да се утврди причината, Да да се елиминирате елиминира и да ја поправите анемијата. И после сте на старо. потоа на старо. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, на вистина преубави појаснувања поврзани со различите типови на анемија и верувам дека овие информации се корисни за гледачите. Секој пат задоволство да се биде гостин кај вас, Мари. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.